12 октомври 2016 година термин за вестите на КТВ телевизија. Реконструкцијата на руинираната зграда на салата Партизан во Неготино беше еден од приоритетите на програмата на градоначалникот Ванчо Апостолов. Во емисијата ТВ Објектив на КТВ тој информира докаде се активностите околу овој проект. Рече дека неодамна било продадено земјиштето на заинтересиран инвеститор и сега е потребно да се тргнат остатоците од зградата и како што било предвидено да се отпочне со изградба на стамбено деловен објект. Тоа е најатрактивната локација во град Неготино, значи во самото централно подрачје на град Неготино и интересот беше доста голем од повеќе стопанственици во Република Македонија и знаеме дека пред известно време е продадено земјишто во каде што треба да биде изграден еден деловно стамбен простор. Тоа е П+4, значи приземе плюс 4 ката, првите 2 ката ќе бидат деловен простор, додека останатото 3 ката ќе бидат стамбен простор. Јас имав прилика да разговарам со стопанственикот, односно со собственикот на земјишто и ми кажа дека планира во доста краток временски период да иста биде започната, исто така и изградена, нормално по обезбедување на сите дозволи за градење. И мислам дека многу брзо ќе започне да се гради таа зграда и Неготино ќе добие еден многу поубав лик во следниот период, односно во 2017-18 година. Јавното комунално предпријатие Росоман во првите 6 месеци од 2016 година бележи зголемување на процентот на наплата. Подобрувањето на услугата допринесе за резултати во наплатата. За првите 6 месеци од годинава зголемен процент на наплата бележи јавното комунално предпријатие Росоман од Росоман. Се зголемува квалитетот на услугите кон водокорисниците, па со таквата стратегија го подигнавме и процентот на наплата и кај приватните и кај физичките лица, смета директорот на комуналното предпријатие Васко Ѓорѓиев. Постигнавме позитивен резултат финансиски, а процентот на наплата се е зголемен и се одвива во границите ке физичките лица земено во обзир за сите населени места 82%, кумулативен процент на наплата, значи 82%, а ке правните лица 89% наплата имаме остварено во овие 6 месеци од 2016 година. Подобрувањето на процентот на наплатата или успешното работење се должи со намалување на трошоците, со навремено извршување на работите од страна на вработените во предпријатието, со намалување на трошоците за електрична енергија, што значи да во овие 6 месеци добиваме вода од лукар, од јавното предпријатие Комунале Скавадарци, со тоа пумпите не работат, со тоа се намалени, например, трошоците за електрична енергија и со намалувањето на другите трошоци на работењето, предпријатието успеа да постигне позитивен резултат во овие први 6 месеци во 2016 година. Се надевам дека позитивни резултати ќе имаме и во вторите 6 месеци од оваа година и се надеваме на подобри резултати во работењето и понавремено извршување и со тоа да ќе овозможиме граѓаните на општина Росоман бидат задоволни од работењето на комуналното предпријатие и навремено си ги плаќаат своите обврски спрема комуналното предпријатие. Лукар дава одлични резултати, проблеми со водоснабдувањето нема, на секој дефект се интервенира благовремено, а се применува и нова стратегија со изнесувањето на сметот. Сето ова делува позитивно, па задоволството на граѓаните се одразува и во процентот на наплата, Дециде Ѓорѓиев. Поставени се половина од енергетски штедливите светилки кои општина Росоман ги доби како донација од италијанска фирма. На патот од излезот на Росоман кон Кавадарци поставени се половина од енергетски штедливите светилки кои општината ги доби како донација од италијанска фирма. Разликата е веќе евидентна, а позитивен ефект се очекува и од преостанатите кои ќе бидат поставени за неколку дена, бидејќи за истите во моментот се изработуваат соодветни канделабри, информира градоначалникот Стојан Челазов. Две фирми, едната е германска, другата е италијанска, значи донира светилки во Росоман
и ги поставивме 20, како што кажавте, скоро пред една година, не цела, ама скоро пред една година, а овие сега ги поставуваме, веќе поставивме 10 од нив на патот према Кавадарци и евидентна е разликата од тие до сега што беа и од овие сега што ги поставивме, но и да речеме во текот на наредниот период, кога најпрви нели треба преку МСИП-2 програмата да аплицираме, дека ќе ги менуваме, да видиме после тоа да ги побараме карактеристиките кои што ќе одговарат за Росуман во делот и на светлината која што се ствара од нив, но исто така мора да кажам дека и во делот на штедењето, овие што беа до сега беа ставени на мониторинг, значи малку се по-софистицирани, се управуваат со компјутери, но исто така и другите се слични, може да се уклучат на солар, може да се контролираат од од заедничко место, така да на крај на криштата со консултации со техничките служби, со инженерски служби ќе одлучиме какви и кои светлини ќе користиме, се со цел, значи, за во наредниот период од 12 години да немаме некои проблеми и нормално дека тоа ќе биде во сите населени места во Росуман, значи овој проект, ако веќе со МСИП-2 аплицираме, тој проект ќе ни значи замена на сите светилки во сите населени места. Росуман донацијата од Италија ја доби пред една недела, а ефектот од 20 енергетски штедливи светилки ќе биде искористен и при општинската одлука за избор на модел при реализација на проектот за улично осветлување. Управата за јавни приходи со апел до граѓаните да ги пријават приходите од издавање простор под закуп. Управата за јавни приходи ги информира граѓаните дека во рамките на планот за управување со усогласеност со кој се таргетира издавањето под закуп на движен и недвижен имот, во наредниот период Управата за јавни приходи ќе спроведе низ активности пред се од едукативен карактер, со цел зголемување на свеста и едуцираноста на даночните обврзници за нивните права и обврски, но и превземање на мерки за намалување на сивата економија насочени кон високоризичните даночни обврзници, каде Управата за јавни приходи има детектирано непријавување или нецелосно пријавување на остварените приходи од кирии. Пријавете ги приходите од издавање под закуп на имот и имотни права. Приходите остварени по основна закупнина, издавање на земјиште, стамбени или деловни простории, гаражи, простории за одмор и рекреација, викендички, опрема, превозни средства и други видови на имот, подлежат на оданочување со персонален данок и граѓанинот има обврска да ги пријави во Управата за јавни приходи. Со поднесување на аконтативна даночна пријава за остварени приходи од имот и имотни права во рок од 15 дена од денот на остварувањето на приходите. Кон пријавата задолжително треба да го приложите и договорот за закуп. Пополнетата пријава треба да се поднесе во даночните канцеларии според местото каде се наоѓа имотот кој го издавате, односно во контакт центарот во Скопје без разлика каде се наоѓа имотот или преку пошта. Доколку сте регистриран корисник на системот е-даноци, пријавата пополнете ја онлайн и поднесете ја електронски. На даночниот обврзник му се признаваат следниве даночни олеснувања: 25% од висината на приходот или 30% од висината на приходот при издавање под закуп на опремени стамбени и деловни простории или стварните трошоци документирано докажани по барање на обврзникот. Граѓаните кои оствариле приходи од закупнина во 2006 година покрај обврската за поднесување на аконтативна даночна пријава треба да поднесат и годишна даночна пријава најдоцна до 15 март 2017 година. За граѓаните кои со задоцнување или воопшто нема да ја поднесат аконтативната или годишната даночна пријава во законските рокови, предвидена е глоба за сторен прекршок од 100 до 200 евра во денарска противредност. Граѓанинот кој трајно или повремено врши стопанска дејност, односно се занимава со издавање под закуп на движен и недвижен имот, има обврска да се регистрира и за ДДВ со поднесување на пријава во даночните канцеларии или електронски.
Доколку сте оствариле вкупен промет над 1 милион денари од издавање под закуп на движен и недвижен имот во текот на 2016-та, имате обврска да се регистрирате за цели на ДДВ најдоцна до 15 во месецот кој следува после месецот кога сте го оствариле прометот. Доколку со склучениот договор на почетокот на издавање под закуп на движен и недвижен имот се предвидува дека ќе остварите вкупен промет над 1 милион денари во годината, имате обврска да се регистрирате за цели на ДДВ во рок од 15 дена од почетокот на вршењето на стопанската дејност, од почетокот на закупот на земјиште, деловните простори, гаражи, простори за одмор и рекреација, викендички, опрема, превозни средства и други видови на имот. 11 октомври со положување на свежо цвеќе пред спомен костурницата во Неготино вчера го одбележа и Сојузот на борци од овој град. Со полагање на свежо цвеќе пред спомен костурницата во Неготино вчера 11 октомври го одбележа и Сојузот на борци од оваа општина. Како што рекоа, 75 годишнината ги подсети на истрелите кои го запалија факелот на слободата. Сојузот на борци од Неготино на 11 октомври подсети за учеството и придонесот на населението од Неготино и Неготинско и паѓањето на првите жртви на фашистичката агресија. Пред присутните говореше председателот на Сојузот Петар Стефанов. Тој раскажа за организирањата на Страшо Пинџур, Диме Попатанасов и Манчо Малиманов, воените комитети, делувањата, партиските организации, партизанските одреди, борбените дејствија, Добри Даскалов, Ило Виларов, баталјонот на Пинџур, учествата на делегатите Лазар Калајџиев, Лазар Мојсов, Боро Чаушев и Камбер Делгачев беа дел од историјата за која пред присутните вчера говореше председателот на Сојузот на борци Неготино. Нашата организација, посебно ние граѓаните, подржувачи се грижиме за зачувување и негување на традициите од Народно-ослободителната војна, затоа што таа единствено резултираше со извојување на слобода и создавање на држава, признат меѓународен субјект со сите атрибути на држава, територија, народ, јазик, сопствени институции на влада, образовни, културни и научни институции, рече пред присутните вчера Стефанов и го заврши својот говор. Планинари од СПАОК Антигонеа Неготино беа дел од традиционален планинарски марш во Тузла. По повод ослободувањето на Тузла, а во организација на планинарското друштво Коњук од Тузла, 20 планинари на СПАОК Антигонеа Неготино беа дел од традиционалниот планинарски марш. На маршот учествуваа 23 друштва од Босна и Херцеговина, Рилски турист од Самоков, Бугарија, планинарското друштво Победа од Белград и СПАОК Антигонеа од Неготино. Повеќе годишната соработка со планинарското друштво Коњух од Тузла резултираше со збратимување меѓу Коњух и Антигонеа. Меѓу друштвата беа разменети подароци, а беше подпишана и трајна повелба за збратимување, почитување и ширење на планинарските спортови, зачувување на животната средина, како и почитување на културните вредности. Повелбата ја подпишаа председателот на планинарското друштво Коњух Неда Љубич и Александар Гичовски, председател на СПАОК Антигонеа. Збратимувањето се случи на роденденот на нашите другари од планинарското друштво Коњух Тузла. Нивното друштво слави 65 години од своето постоење. Заради големото залагање и придонес во соработката меѓу двата клуба, на оваа свеченост за почесни членови на СПАОК Антигонеа беа прогласени Драган и Нермина Беба Маркелич, Неда Љубич, Сейфудин Коприч и Адо од планинарското друштво Коњух Тузла, како и председателката на Рилски турист Маријана Илиева. На походот имаше над 300 планинари, а се одвиваше на планината Коњух со старт од местото Ступари и крајна цел на планинарскиот дом Јаворје, информира председателот на СПАОК Антигонеа од Неготино Александар Гичовски. Во гимназијата Добри Даскалов во Кавадарци се одржа форум театар Работилница. Викендов во просториите на гимназијата Добри Даскалов се одржа форум театар во рамките на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција. Форум театарот го следеа околу 70 ученици и професори од училиштето, па и пред нив беше поставен конфликт на меѓунационална основа за разбивање на стереотипи.
А работилницата ја следеше и директорката на училиштето, Невенка Попангелова, и гостите актери од Кумановскиот театар, Горан Илич и Кети Дончевска Илич. Форум театарот го водеа професорите Кочо Кочов и Зоран Милевски, а на почетокот на присутните им се обрати и ги поздрави Виолета Симјановска од Мултимедија Скопје, партнер на организацијата на USAID. Учениците беа навистина заинтересирани и ова беше едно ново и несекојдневно искуство, кој ги натера на креативен начин да го разрешат проблемот кој беше на сцената и воедно ги поттикна да размислуваат како може и да придонесат за решавање на такви слични меѓуетнички прашања. Форум театарот е моćна алатка за разрешување на конфликти и публиката може активно да се вклучи и да замени со некој од актерите и да даде свој придонес во разрешување на конфликт. Не е никаква приказна, лага или научно-фантастичен филм. Спортска Македонија е на нозе. Младата фудбалска репрезентација на Македонија до 21 година ќе игра на Европското првенство во Полска. Верувале или не, заинеет на душманите, разноразните душегрижници и така наречени фудбалски експерти, за прв пат во историјата македонската химна ќе може да се чуе на еден голем фудбалски собир. Овој историски момент на сите нас ни го возможи фудбалската репрезентација на Македонија до 21 година, која го направи најголемиот успех и најголемото изненадување во квалификациите за Европското првенство следната година во Полска. Она што досега за македонскиот фудбал беше научна фантастика, овие млади момчиња токму на празникот 11 октомври го направија да стане реалност. Момците на Милевски во овој циклус покажаа како се бранат боите на Македонија. Докторот кој не знае за пораз во Скопје направи победнички менталитет меѓу нашите надежи, кои сигурно ќе има што да покажат и на терените низ Полска. Алексовски, Зајков, Радевски, Барди, Бабунски, Николов, Марковски, Ангелов се само дел од фудбалските имиња од Македонија, кои допрва треба да блеснат и веруваме и да му донесат посветла иднина за македонскиот фудбал кој бележи можеби најтешки мигови во својата историја. Младите македонски фудбалери од звездички пораснаа и прераснаа во вистински звезди. Избраниците на селекторот Милевски, како први во нашата група, обезбедија директен пласман, а зад себе ја оставија една фудбалска велесила како што е Франција, која на дуелот против Северна Ирска излезе во состав кој вреди над 110 милиони евра. Уште пред почетокот на овие квалификации, французите не само што беа апсолутни фаворити за прво место во нашата група, туку важеа и за главни фаворити за освојување на Европското првенство. Кој би верувал во тоа што го направија нашите младинци ако се знае дека во составот на Франција има мега звезди од калибарот на Лапорте од Билбао, Марсијал од Юнајтед, Огастини Рабио од Пари Сен-Жермен, Дембеле од Селтик, Толисо од Лион, Лукас Ернандес од Атлетико Мадрид и така натаму. Нашите и во двата меча против Франција не победија, но не ни загубија. Во Скопје резултатот беше 2-2, додека во Франција 1-1. Како трето пласирана селекција во оваа група заврши Исланд, кој требаше само да ја совлада Украина на домашен терен и да се пласира на Европското првенство. За наша среќа, украинците во рамките на ферплејот одиграа пред се за себе и го победија Исланд со 4-2, па на нашите дечки им ги заверија пасошите за Полска. Младинското европско првенство ќе се одржи од 16 до 30 јуни следната година. И за крај, мислам дека и повеќе од фере, овој прилог да го завршиме со зборовите Украина, спасиба.
На крај од вестите и прогноза за времето. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец, температурата до 19 степен. Тоа беа подготвените содржини за регионалните вести на КТВ. Следете не и на www.ktv.mk. Секое добро со нашата програма.